Почитувам председател со комисијата. Со оглед на тоа што ова е последниот буџет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ, и морам во интерес на граѓаните да кажам дека секој буџет го поднесувам истиот амандман, секој ребаланс го поднесувам истиот амандман и секојаш за овие работи, односно за радовишање, едноставно нема пари. Нити овој проект, нити било кој проект, а ги предложив неколку издржани, воопшто не се зема во предбед од оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ. Станува збор, сум зборувал на неколку наврати за ова проблематика, потреба неопходна да се регулира речното корито на Радовишка река. Морам уште на почетокот да кажем и голема благодарност до јапонската влада и проектот JICA, со JICA, кој се имплементираше еден сегмент од регулацијата на пороите кои гравитираат кон Радовишка река и се направи тоа што се направи. Едноставно дел од биолошките работи се завршија, меѓутоа ни остануваат уште многу работи, затоа што околу градот имаме многу голини кои текако перспективно треба да се пошумуват, така и да овде мораме многу да поработиме. За жал, нивото на култура, особено во однос на здравократството и тоа што значи атак врз шумата и околу шумичките кои гравитираат околу градот се крајно опасни. Меѓутоа, социјалата си го прави своето, културата на живење си го прави своето, едноставно овие шуми и било кои други биолошки мерки се на атак на здравократците, а загрижува и се уште фактот што на овие површини се напасува добиток, па често пати било какви биолошки мерки да преземете, едноставно стоката ќе си го направи своето, односно ќе дојде до уништување на истите. Со амандманот барам покрај овие мерки кои треба да продолжат и во иднина, затоа што биолошката борба е континуирана борба, сериозни средства да се инвестираат во градежни работи. Тоа значи брана, решеткасти типови, за да се стопре поројот горе, во горното течење на реката, понатаму соодветно регулација на мостовите во градското подрачје на реката и до регулирање на речното корито во течението на Радовишко поле, затоа што и овде реката знае често пати да направи сериозни проблеми. Покрај Радовишка река, со оваа проблематика треба да се офатат и притоките кои гравитираат кон Радовишка река, и овде сериозни инвестиции ни се потребни за да можеме да збориме за решение, а знаеме едноставно од пракса дека често пати Радовишко поле е на удар на поплави. Јасен е ставот на владата, тука нема што многу да се додаде, меѓутоа доброто е, реков што ова е последниот буџет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и доброто тоа што веќе ВМРО ДПМН најави сериозни средства од централната влада пренасочени кон реални проекти на општините, кон општинските власти, без разлика на политиката, без разлика од која провиненција доаѓа градоначалникот, затоа што помалите општини реално немаат капацитет никогаш да ги направат овие капитални инвестиции. Значи, тоа се сериозни пари. Чисто за ваша информација, би требало 5 буџета на сите капитални инвестиции во Радовиш да се насочат само за оваа проблематика, и тоа едноставно не е возможно да се стопираат сите останати други потреби на граѓаните. Затоа ВМРО ДПМН, согледувајќи ги овие факти, од една страна незаинтересираноста на владата на СДСМ и ДУИ, од друга страна реалните потреби на граѓаните, веќе во нашата програма ќе предвидиме 240 милиона, 250 милиона евра годишно баш проекти за оваа намена. И тоа да бидат офатени сите општини и општините да ги даваат приоритетите еден по еден, полека да ги влечиме овие проекти, затоа што во 21 век да збориме за канализации, за водовод, за локални патишта, за регулација на речни корита, стварно е, според мене, малку
невкусно и таа милиарда евра за мандатот на ВМРО, првиот мандат на ВМРО ДПМН, сериозно мислам дека ќе даде импулс и во однос на капиталните инвестиции и во однос на тоа што значи унапредување на потребите на граѓаните и потребите на сите помали општини и поголеми општини. Благодарам. Ви благодарам и на вас.